Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. По пропуштената победа над Цибона, тренерот на МЗТ Скопје, Владо Вукојичич, реши да го напушти клубот. Поразот од Цибона беше само капка која прели чашата затоа што македонскиот шампион веќе подолг период е во играчка и резултатска криза. Од МЗТ Скопје најавува дека заминувањето на Владо Вукојичич е само едно од неколкуте промени што ќе се случат во клубот во овој период. За денеска беше најавено и официјалното соопштение со кое раководството на клубот ќе ги објави следните чекори. Најверојатно нов тренер на металците ќе биде словенецот Зоран Мартич. Мартич е поранешен тренер на словенечките Хелиос и Златорог Лашко, а ги предводел и кипарски Апоел, црногорскиот Будучност и украински Химик. Со репрезентацијата за играчи до 20 години на Словенија на Европското првенство во 2000 година во Охрид стигна и до златниот медал. Оваа сезона МЗТ Скопје одигра 17 надпревари, на кои забележа само 5 победи. Во Јадранската лига има учинок од 4 победи и 6 порази, а во Еврокупот победи само еднаш на 7 одиграни надпревари. Ракометарите на Металург одиграа реми со швајцарскиот шампион Вакертон 24-24 во Лигата на шампионите. Во последната минута од средбата Металург избегна пораз и се избори за реми. Ренато Вогринец со 7 голови беше најефикасен во тимот на Металург, Адман постигна 5, Наумче Мојсовски 4 гола. Кај гостите најмногу се истакна Дешванден со 8 голови. Металург моментно е на третата позиција на табелата со 9 бодови, исто колку што има и второпласираниот Парис Жермен, а лидер е Барселона со 13 бодови, додека шампионот на Македонија Вардар се наоѓа на четвртата позиција со 6 освоени бода. Вардарци беа поразени во ова коло од Барселона со 30-23 на гости во Блауграна. Менаџерот на Фулам Мартин Јол доби отказ. Серијата од 6 последователни порази и влегување во зоната за испаѓање со само 10 освоени бода беа главната причина за отказот на Мартин Јол. Асистентот на Јол, Рене Муленшајн, ќе го води тимот. Му се заблагодаривме на Јол за работата која извршуваше тука во последните 3 сезони и особено од моментот во кој јас го презедов клубот, изјави претседателот и собственик на клубот Шахид Кан. Рене беше привлечен во клубот како асистент на Мартин, но сега му предложивме да го преземе неговото место. Имаме голема доверба во него, изјави првиот човек на Фулам, Кан. Во NBA лигата одиграни 8 средби синоќа. Мајами Хит со 99-98 го победи Шарлот. Крис Бош постигна 13 поени во низа за Мајами од вкупно 22 на мечот, а Леброн Джеймс офрли 26 поени за 14-та победа поред над Попкетси. Кемба Вокер забележа 27 коша за Шарлот. Индијана стигна до нов триумф на гости против Лос Анџелес Клиперс со 105-100. Дейвид Вес оствари 24 поени на мечот, а Пол Џорџ беше лидер со 27 коша за Индијана која го има најдобриот старт во клубската историја. Клиперси ја прекинаа серијата од 4 победи поред, а најефикасен беше Џамал Крафорд со 20 коша. Со првиот трипл-дабл сезонава, Кевин Дурент, Оклахома Сити ја порази Минесота со 113-103. Дурент имаше 32 коша, 10 скока и 12 асистенции. Кај Минесота Мартин офрли 24, а Пековиќ имаше 22 коша и 10 скока. Нью Орлеанс ја проложи агонијата на Нью Йорк Никс и ги солода со 103-99, но Ентони Девис заработи скршеница на раката во првото полуреме и во наредниот период Пеликанс ќе бидат без неговите услуги. Во негово отсуство Тајрик Еванс постигна 24 коша, додека кај Никси, кој го претрпеа деветиот пораз поред, Кармело Ентони по обичај беше најдобар и постигна 23 поена и 10 скока. Во дербито на западот, Портланд нагости со 114-108 ги солода Лос Анџелес Лейкерс во Стейпл центарот за прво место на западот со 14 победи и 3 порази. За вечера предвидени се само 5 средби, меѓу кои и дерби дуелот на најдобрите тимови на истокот и на западот, Портланд и Индијана. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.